Делегацијата на ВМРО ДПМН која се наоѓа во посета на Берлин вчера вечер имаше работна вечера со 15 германски политичари од најголемите партии, како и со германски стопанственици. Според пратеникот Торнстен Фрај од партијата ЦДУ на канцеларката Меркел, Германија има посебен фокус на земјите од Западниот Балкан, особено на Македонија која заслужува поддршка на својот пат во Европската унија и НАТО. Фрај вели дека Германија е свесна за своите потешкоти на евроатланскиот пат и високо ја цени улогата на Македонија во надминување на бегалската криза минатата година. Земјата, вели Фрај, заслужува фер однос од Европската унија. Членството на Македонија во Европската унија е долг процес, но мора да биде апсолутно јасно дека Македонија заслужува многу фер договор на својот пат кон Европската унија. Изминатите години ЕУ не беше секогаш фер кон Македонија. Ние можеме да видиме, да препознаеме неколку моменти во кои земјата оди напред, особено одлуката од минатата недела во декември да се одржат предвремени парламентарни избори. И мора да забележиме дека ВМРО ДПМН и поранешната влада на Македонија спроведоа неколку точки од дебатата во Македонија. Многу ми е драго и сум оптимист што ќе биде можно да се вратиме на диалог базиран на политичка култура во Македонија. И тоа е многу важен момент да се дојде поблиску до Европската унија и влезот во неа. На средбата се разговараше за прашања значајни за Македонија и за прашања значајни за односите помеѓу Македонија и Германија, изјави по состанокот лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој своите соговорници ги информирал за развојот на настаните во Македонија и ги слушнал нивните размислувања за актуелните состојби. Информирав за се она што е наш интерес, се она што е значено за Македонија, тргнувајќи од нашите стратешки приоритети, влезот во НАТО и Европската унија, одејќи низ значајните реформи што ги направивме во повеќе области, вклучително и во економската област и достигнувањата што ги постигнавме во изминатиот период, и секако завршувајќи со проблемите што се пројавија со политичката криза во последните години и половина-две, изборите кои што сега доаѓаат и перспективите на Македонија за понатаму. Така што беше задоволство да се сподели ова размислување, да се слушнат и нивните мислења, прашања, коментари, дискусии. Така што беше исклучително значено затоа што се работи за група која што има доста информации, има доста влијание, големо влијание. И добро е да се држат и информирани, но и да се држат како пријатели на Македонија. Имаше и членови на парламентот и од едната и од другата политичка опција, така што беше задоволство да се информираат за сите тековни состојби во Македонија и перспективите на Македонија, како и нашите планови за понатаму. Предходно делегацијата на ВМРО ДПМН се сретна со Јурген Харт, одговорен за надворешната политика во владеачката коалиција ЦДУ-ЦСУ и за прашања поврзани со НАТО. Водев добри разговори со делегацијата предводена од господинот Никола Груевски. Зборувавме за многу теми, меѓу кои и за мигрантите, каде Македонија одигра значајна улога за цела Европа, зашто ние и понатаму тесно ќе соработуваме. Со задоволство слушнав дека деновиве постигнат договор за одржување на избори на 11 декември. Харт го поздрави развојот на настаните во Македонија во контекст на закажаните избори.